Поздрав да гледачите на телевизија Ирис. Отворено на тема. И отворено разговараме, а теми има секогаш, но некои се малку поголеми од другите. Според многумина аналитичари и експерти, денес имаме и доктори од општ карактер, имаме и експерти од општ карактер, нели? И велат дека ова се историски денови. Секој ден е историски, некој помалку, некој позначаен, некои се одредници, некои се само реден број. А наше овде е да разговараме на темите за кои што, некој друг рекол дека се историски. Постои време во животот на еден народ кога се покажува неговото лице, но со лицето оди и на личито. Се покажуваат неговите стремежи, се покажува неговото единство, но и како карактер неговото разединство. Сето тоа е производ на времето кое тече. Некои од психолозите, посебно не колективните индустријските психолози, велат дека начинот на размислување и поимање на општеството дополнително ќе биде различно од она што сме навикнале, затоа што стасаа децата кои пораснаа во транзиција. Знаете како е? Нивните родители губеа работни места, еден воспоставен режим или воспоставен систем на вредности се преврате, се испомеша и тоа доведе до дезидеологизација на младите. Некој од професорите како Јакшиш вели дехристијанилизација, меѓутоа да бидеме европски денес, да не зборуваме за разликите или прифатливоста на разликите. Ете, во такво време живееме. Се обидувам накратко да му дадам слика. Секојдневно имаме гости од Европа, од светот кои не обидуваат со нивните интереси или со аргументите кои ни ги донесуваат овде, како треба да постапиме. Нашиот народ е тако како што е, нешто прифаќа, нешто се плаши. Скоро сите сиромашни народи на светот имаат таква една нотка на плашење, но имаат и еден инат, што е карактеристика за Балканот. Според мене, овде треба својот збор да си го каже сите оние во кои што се вложуваше сите овие години. На кој мислам? Мислам на интелектуалците, оние кои напишале докторски дисертации. Слушнав еден податок дека во овој момент има поднесено во Македонија 6000 и нешто докторски дисертации. Тоа е за аплауз, имаме 4000 универзитетски професори. Тие да ни овозможат, ни са редот на факти да донесеме полесна одлука. Едни ќе застапуваат едни интереси или едно мислење, други. Толеранцијата на знаењето мора да постои. Затоа постои ова емисија, каде што го слушнавте министерот за надворешни работи пред 2 дена, министерот за финансии пред тоа, и еве сега од другата страна со ред на факти и со своје мислење, со доза на толеранција, членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, професорката Иванка Василевска. Професорке, добро дојдете во мојава емисија. Добро вечер, ви благодарам на поканата и огромен поздрав до сите ваши гледачи. Се гледаме на големиот дел од Источна Македонија. Јас намерно така сакав да направам подолг вовед, поради тоа што денес прочитав еден од статусите во кои што ни замеруваат од саканата ни Европа дека мораме да се научиме на толеранција, на судир на факти, а не на говор на омраза. Што велите вие како македонски учител, како македонски даскал? Го примали тоа младата генерација? Па, видете, во различни историски етапи од развојот на македонската држава имаме различни сугестии во однос на тоа на кој степен стигнал нашиот македонски цивилизацијски развој. Тоа го ставам под наводници, бидејќи ако погледнете само во кратката историја на Балканот која што напиша Марк Мазовер, ќе видите дека за разлика од европските часовници на Балканот поинаку тропаат и поинаку се одбројува времето балканските часовници. Тука ќе го смалам фокусот и ќе кажам македонскиот часовник за Европа некако поинаку чука од останатите. Секако оваа генеза и сите овие флоскули кои што доаѓаат од нашите интеграцијски партнери имаат неколку слоја или можеме да ги анализираме во неколку димензии. Има и позитивен инпут, но има и доста дилеми кои што се отвараат и кои што рековте и вие за интелектуалците и за луѓето од фелата се навистина проблематични, а оние најхрабрите или најслободните, јас би рекла, бидејќи слободата на умот е она што е
најесенцијално за да може да се развие она когнитивна мисла преку која што ќе се разберат некои процеси кои што се случуваат, па дури и во општествена смисла. Ако знаеме дека целото општество е организирано по системот на човечкиот организам, тогаш не постои многу голема филозофија во однос на тоа што е ред и поредок, што е правна држава, како важат уставот и законите во Германија, како во Македонија, како се применува, како постапува Уставниот суд во Грција, како во Македонија и други многу илјадници примери кои што можеме да ги земеме за да увидиме дека дефинитивно во Македонија се случува еден нов процес. Јас честопати со моите студенти тоа го говорам. Ова е повторување или втората фаза на Версај 1919 година, што треба да представува еден коректив на известна геополитичка грешка, би рекла, повторно под наводници, со која што беше дозволено на некаков начин... Мислите на Вилсоновата платформа од 1919? Да, значи само определувањето на народите важеше за сите, освен за македонците и за уште неколку, курдите и така натака. Секако македонското прашање повторно се реотвори во крајот на 80-тите години, бидејќи големите сили не креираа план за создавање на македонска национална држава. За тоа прашање и мојот дедо беше суден 45-та и многу македонски интелектуалци кои што се образуваат на запад и дојдоа во Македонија да направат држава, не им беше овозможено. Кој ќе видиме со дистанца на времето, ќе разбереме дека дури и таа Титова Југославија имала проактивна мерка на некаков начин да ги заштити тоа што може, иако не сите биле задоволни, не сите уживале привилегии и еднакви можности во таа федерација, но ете на крајот од 80-тите со создавањето на униполарниот систем имавме шанса да се провлечеме, да се извлечеме, да создадеме самостојна и суверена држава. Европскиот концерт или тогаш Европската заедница имаше други проблеми со кои што се занимаваше и секако алармот започна од 93-та кога на Хеленската република и текна дека всушност сега ќе се создаде нов проблем, а нормално таа не е сама во сето тоа, тука се нејзините креатори од почетокот на 19 век и како да ви кажам приказната се реотвара за да дојдеме денеска во 2018 година да дискутираме за небулозни прашања кои што во нормална држава, во нормален правен поредок не би биле тема ни во детска градинка да се дискутираат. Професор, како научник доста сте го проучували геополитичките движења, посебно во 19-тиот и во 20-тиот век поврзани со македонското прашање. Оно што е дилема на секојдневните, овде сепак нам новинарите, актуелностите ни са задача да разговараме за нив. Имаме нешто што според моето искуство не сум го видел освен во кризата во Босна и Херцеговина 90-тите години, да ни дојдат во Македонија представници на Трамп, на председателот Трамп, министерот Матис за одбрана, па дури сега слушаме дека и премиерот ќе бил повикан кај подпредседателот, председателката на Сојузна република Германија да не ги должат. Нашиот народ е збунет. И вели, според она што јас го перципирам. Колку сме битни? Да, колку сме битни може би на суетата ни одговара, но се прашува зошто сме им битни. Еве, како професор од геополитика, зошто сме им битни? Еве, дозволете да ви кажам едно мое лично мислење. Долго време работев во регионалните мрежи, аналитички мрежи, кои што ги прават стратегиите за наредните декади во Југоисточна Европа. И од оние сознанија скромни кои што ги имам до сега и од она академско милје овие 15 на години, можам да ви кажам дека уште пред неколку години, тоест не, уште за време на Лисабонската декларација, оттаму почна, вака да сме најточни, имаше две порби на две концепции, сега така по едноставно ќе ги објаснам за да можат сите да го разберат тоа полесно. Едната е проамериканската верзија, едната е проруската верзија. Иако тие не се чисто ни американско ни руски, туку имаат своји моменти на секакви внатре аспекти, но она што е клучно е така можеме да ги разликуваме на некој начин запад или исток. Американската се нарекувам софт верзија, која што ни се применува во моментов, бидејќи знаете Германија е клучна во рамките на Европска унија.
Но германската канцеларка Меркел, како и на секои избори по победата, така и овој пат, последниот пат, својата заклетва ја даваше во американската амбасада во Берлин. Тоа ја обврска уште од 45-та наваму како Германија како поразена земја од Втората светска војна. Тоа трае до ден денес. Тоа е документ за формирање на Сојузна република Германија. Тоа Конрад Аденауер е првиот што го направи тоа. Точно. Тоа е една традиција која што си трае и затоа таа спона која зборуваме Европска унија и главните играчи во Европска унија предводена од Меркел, ја врзувам со американската администрација. А тоа е софт верзијата на Западот, која што вели вака. Очигледно е дека ние не можеме да допуштиме да екзистира Република Македонија како таква каква што се создаде 90-тите години, но па не е фер па да ги комплетно избришеме во време на интернет, во време на вакви технолошки индустријски процеси. Малку е потешко отколку пред 100 години. Затоа ние ќе им дадеме можност заедно со останатите помали етнички заедници да формираат некаква мултинационална држава, дали ќе биде во конфедеративна смисла, дали ќе биде во иднина кантонизирана, еве тука е законот за употреба на јазиците, претходно најавената тиранска платформа и така натаму, каде што на некој начин ќе се создаде еден мал резерват, каде сите оние кои што се чувствуваат како македонски народ, сепак ќе добијат некаква можност да го изразат својот македонски национален идентитет. Сега, таа верзија се применува во моментов. Другата верзија, која што се нарекува источна или проруска, е многу побрутална, бидејќи стратегиите за креирање на националните држави се креирани уште за време на Екатерина Велика. Во тие планови на Балканот се креираат 3 национални сателити кои што треба да ја помогнат на царска Русија во однос на соборувањето на Отоманската империја и отоманското влијание и да влијаат незините геостратешки интереси да се провлечат на овој регион до горе до Сараево. Дори флотот на малиот го крстила Константин, зашто му го наменила престолот во Цариград. Така. Во таа верзија не постои креација на македонска држава. Тука ќе ги разочарам сите оние кои што топло навиваат за Русија, но во нивната надворешна политика Македонија е зрно песок. Во таа концепција... Само еден момент, вие сте научник. Многу малку е позната на Македонија делата на министерот за надворешни работи Родо Финкин, кој е грк по потекло, така ме Родо Финкин, или породител Феникиец, во време кога нема Грција, кој ја дефинирал политиката кон балканските православни држави. Тој рекол дека еднаш или Русија или Бугарија како подунавски земји, а за нас сме премногу далеко. Апсолутно. Видете, во таа верзија се исклучува концептот на креирање на македонска национална држава. Таму имате 3 концепции. Првата е мегали идејата или креирање на нова Византија. Голема Грција. Голема Грција. Тоа беше реобновување на Византија, само сега со хеленски предзнак. Втората верзија беше голема Бугарија. Сан-Стефанска креација, затоа и русите се љутат постојано на Бугарија, бидејќи Бугарија во историјата имаше промени. Постојано има, секој 30 години. Таму е турбулентно, знаете. И секако голема Србија, што како проект најдолго обстоја преку Кралство Југославија, Кралство СХС, па Кралство Југославија и потоа Титова Југославија до финишот 89-90. Во таа верзија, па македонците воопшто не треба да постојат, тоест тие треба да се повторно распределат како за време на балканските војни или кон Бугарија или кон Србија. Оно словено-фонско племе што го нарекуваат, кое што е измешано меѓу себе и така натаму. Зошто ни се случува тоа сега? Затоа велам, јас ја преферирам првата опција, иако и таа премногу ме револтира во услови кога треба да и сме еднакви меѓу еднаквите. Ние сме признаени од преку 128 држави во светот како Република Македонија, преку 145 не имаат признаено како национална суверена држава. Еден процес кој што е веќе отпочнат сите овие 27 години е веќе дојден во трета декада. Можеби можевме да ги убедиме подобро да ако изигравме одредени како би рекла гемови во однос на надворешната политика, можеби ако игравме малку помудро во однос на предвидувањата кои што може да се случат или можеби само тоа се одредени надежи. Сепак многу е полесно кога го гледате нештото од катедра и кога сте во реал политик.
и тука оставам простор Овде на, како на грешка. мора да ве прашам, успеавме ли ние да се промовираме, бидејќи меѓународната политика е тет-а-тет политика. Можам да ви набројам успеси или падови на одредени политики покрај тет-а-тет односите. Ние не успеавме нашите луѓе, по некоја статистика имаме едно 20 на луѓе во Америка кои се или градоначалници, или се сенатори со македонско потекло, или се конгресмени, поранешни конгресмени, влијателни луѓе. Да не заборавиме дека во фамилијата Буш, фамилијата Мојсов е од Неготино, на поранешниот понашки да кажам. Не успеавме нашите луѓе да ги анимираме, да ни помогнат на тој брендовски начин, да се брендира. Некако како да кај нас да се затвори политиката на просто партиско, односно кој да биде министер, па како не така не. Е мојот печаток, вие како народ што кажете? Видете, јас минатите години се соочував со тие дилеми и пред да пристапам активно во политиката, често пати работите ги анализирав однадвор, кон внатре. Можам да ви кажам дека голем дел од грешките и пред се грешката треба да побараме кај себе. Оваа ситуација во која што сме сега не е нов процес. Ова беше најавено и 2008 година. Ова беше најавено претходно и 2000 година, па 2001 конфликтот, па потоа добивме нели повторно 2004 имавме исто уште едно предупредување. 97 исто имавме уште едно предупредување. Значи, македонското или балканското буре барод некако цело време провејуваше и таа енергија направи голем дел од мојата генерација, голем дел од моите почитувани колеги, едноставно да одлучат да ја напуштат државата, не затоа што не ја сакаат Македонија и немаат македонско национално чувство, туку затоа што го изгубија просторот во племенскиот начин на функционирање и партизацијата. Сега може ќе им биде на гледачите чудно. Сега што не изврши комитетот за партизација. Да, но знаете што сега разликата е во тоа што сега ВМРО ДПМН има лидер кој што универзитетски професор Христијан Мицковски, млад и полетен лидер кој нема ниту една грешка во своето минато, кој што има брилијантна работна биографија и со кој можете да си дозволите да дискутирате отворено за многу прашања, меѓу кои нашите први разговори кога ние се договаравме како ќе се активирам, што би размислувала, како тој мене ме гледа и така натаму, беа дека ние мора да се бориме принципот кој што беше воспоставен на партизираност да се замени со квалитет и професионализам, што значи да бидеме европејци. Надвор да си гласаме и да си веруваме во идеологијата и во опцијата за која што сметаме дека е најдобра за нас и за нашата држава, а на работа да бидеме професионални и да го дадеме максимумот. Како велите вие на студентите? Во една политичка организација, доколку има демократија, слобода на мислењето се искристализираат веројатно најдобрите решенија, меѓутоа не секогаш оперативни. А доколку го нема тоа внатре, кога ќе дојде во можност да води државата, исти методологија ја прави. Тоа сме сведоци до денес. Така е. Видете, што велат студентите кои слушаат? Студентите најчесто разговарат за оние горливи теми за националното прашање, сите ги засега. Иако се генерации, интернет генерации, иако се доста изгорени од многу други и економски и други дилеми, знаете, денеска на интернет можете да добиете секаков тип на информации и сите мислат дека може да бидат славни во Холивуд. Но Токио не е толку далеку исто така за нив, ни Бразил. Но кој ќе земете нема да бидат да работат во киоси и во Макдоналдс ресторани во тој свет што го гледат на интернет. Апсолутно. Тоа не е нешто што ми се допаѓа. Видете, па да, тоа е едно од искуствата кое што го добиваат кога имаат можност да ги посетат сите тие дестинации, да видат дека животот не е баш така розов и дека како што е дома не може да биде никаде подобро и дека и тие генерации треба да придонесат кон тоа да ги тераат политичките елити да работат во интересот на граѓаните, тоа е да ги застапуваат оние горливи прашања како што се развојот на економијата, како што напредувањето на образовниот систем. Вие пред малку споменавте 4000 докторати. Во фелата 4000 професори. 4 докторирани. Сега има. Ако земете да соберете во периодов колку интелектуалци, академски професори, зашто интелектуалци не мора да имаат нели тапија.
на вистина реално пристапија и ги гледаат работите, ќе се разочараме во однос на квантумот на слободата на умот. И кога ќе видите дека имате колеги кои што апсолутно не сакаат да се мешаат, многу честопати се случува и на факултетот да ми пристапат и да шепотат едноставно колегите како биди внимателна. Малце, нели, немој да гориш. И велам, дали нешто, значи се внимава да не се лаже, да не се краде. Се внимава да не се погреши кон друг, да не се согреши кон друг, да се има свој став, во денешно мислење да биде само прашање на совест. Така. Ништо повеќе. Така, се плашиме дека ќе го загубиме идентитетот, а забораваме дека нашиот идентитет е неумешноста да направиме правна држава, вие сте професор на правниот факултет, неумешноста да направиме функционално некорумпирано судство и она што ќе ми простите на моите заклучоци, вие коментирајте ги, младите сметаат дека единствено исплатлива работа во оваа држава и најисплатлива се криминалот и политиката, тоа е членувањето во партиите. Па и тоа е нешто што сериозно требаше да се зафатиме веќе одамна да го менуваме, бидејќи е прво систем кој што е неодржлив. Еве сега гледаме, имаме 1 година и повеќе октрирана власт, противуставно, која што формираше парламент, парламентарно мнозинство кое што против статутарно, против деловнички простати, против законски избра нелегитимен председател на собранието. Гледаме дека законите на позитивната дискриминација важат за сметка на законите на правната држава. Гледаме дека приоритетно прашање да се донесе договорот со Бугарија и секако да се спроведе на боксови договорот со Хеленската република. Не е прашање и за извршната власт, и за останатите повикани, како што и основното јавно обвинителство и Уставниот суд, прашањето за постапката по која што е ратификуван последниот договор, кој што се коси со законот за ратификација на меѓународни договори донесен во 1998 година. Понатаму не е прашање подобро вработување, давање на опции на младите, прашање да се даваат фирмите, да даваат подкуп на оние работници кои што ќе гласаат за на овој ступиден, консултативен и сосема ненужен референдум кој што троши огромен број, огромен фонд од нашите народни пари, од даноците кои што ги плаќате вие, јас, нашите граѓани. Гледаме дека сето тоа е многу поважно, бидејќи системот на вредности е комплетно изместен од тежиштето и тоа не е почнато од сега, ова е почнато неколку години наназад, ова е само онаа самна кулминација кога, како велат народски, царот е гол, и кога сега нема ништо друго повеќе шанса освен да испарадира помеѓу народот. Да завршиме темата, професорке, јас ги набројав сите мокрици од светот кои доаѓаат или ќе доаѓаат до крајот на референдумот во Македонија, а вие како професор кој ги разбира геостратегијата. Черчил многу пати се споменува тоа денес, Черчил како кажал, нема во политиката нема постојани пријателства, ни непријателства, има постојани интереси. Така е. Сега, што е интересот на реал политика? Реал политиката. Затоа да зборуваме ќе замал. Имаме, како што рековме, интересите на Европската унија, ние сакаме да влеземе во Европа, имаме интересите на НАТО пакт, а ние сакаме да влеземе во НАТО. И одеднаш ги имаме овде луѓето кои донесуваат одлука за судбината на светот. Што е нашата вредност? Нашиот народ се прашува што е нашата вредност да доаѓаат да набедуваат нешто што со декларација ние како собрание, тоест како држава сме се определили дека ние па. Во што е работа? Што е вашето мисли? Видете, и председателот Мицковски кажа пред некој ден, еве јас ќе повторам, ова е еден огромен притисок да се испорачаат некои обврски кои што веројатно председателот на извршната власт во моментов и неговите луѓе се зафатиле или ветиле некому дека ќе ги направат. Ние не сме биле ниту консултирани, ниту бевме дел од процесот, ниту се уважи нашиот предлог да има еднозначно прашање кој што за сите наши граѓани ќе беше јасно дали сте за договорот од Нивици подпишан тогаш и тогаш од тие и тие. Дури не се уважи ни предлогот на председателот Мицковски да се прифати вториот предлог, значи да има две прашања во кои што меѓу другото на истиот референдум, као второ прашање ќе беше дали сакате да бидеме членки на Европската унија. Тоа ќе беше многу поедноставно, каде што граѓаните ќе покажа дека над 87% сега нема држате со бројките до точка,
сакаат да бидат членки на Европската Унија, но се против договорот потпишан во Нивици. Зошто? Прво, договорот е потпишан од страна на министер на надворешни работи. Сега некои од спротивната страна аргументираат, велат, па тој бил преговарачи во времето на ВМРО ДПМН, имаат историја, традиција во ВМРО и така натаму. Имаме такви и сега во ВМРО ДПМН кои што сметаат дека треба да се гласа за договорот, а се повикуваат на славното минато на нивните предци кои што по бајаги или кобајаги биле некакви си основачи или не знам што. Тоа е едно замајување и доказ дека сериозно приказната со завршувањето на затворањето конечно на македонското прашање од страна на европскиот концерн е донесено со јасни децидни датуми. Вториот момент кој што ние апелираме, и затоа председателот Мицковски пред некој ден кажа, дека ние нема што да ги убедуваме или да ги разобедуваме граѓаните како да одлучат. Граѓаните сами нека проценат дали вреди за ова да се дискутира и дали за ова треба да се воопшто направи било што. Бидејќи надвор од сите логични и аргументирани опции за кои што ние како ВМРО ДПМН и во минатото сме се залагале и секако сме го ставили концептот на референдумско изјаснување, но задолжително изјаснување со јасно ставање на знање дека македонскиот народ и македонскиот јазик си остануваат во својата полна важност. Инаку, саке направам мала дигресија, па ќе се вратам. Со овој договор, доколку се имплементира вака како што е спланирано, сите ќе имаат националност, освен македонскиот народ. Ако до толку сме спремни да се самоуништиме, ете, секој нека се одлучи сам. Ниту Иванка Василевска, ниту Христијан Мицковски, ниту никој може нив да им каже и да ги убеди. Затоа и толкава голема ескадрила е пратена од запад. Затоа е толкова много. Мислите дека тоа е нивен интерес, не наш? Па интерес е, знаете кој е интересот? Они имаат еден план. Тој има датум 2022 година, кога треба комплетно да се направи комплетно поделба на македонската територија на албански и на бугарски дел. Тоа е приказната. И тука се американците или западњаците кои што велат добро ќе направиме еден, како се вика таму, нели кампус во кој што ќе го сместиме оној македонски национален кор и така натаму. Ама тоа е веќе нова приказна со нови геополитички, геостратешки цели. Треба да се следат најдобро за да се види какви проекции ќе се случуваат. И случувањата во Турција треба да се следи и кој сега во моментот доминира со Солунското пристаниште, треба да се следи и движењата на Косово, тоест новите процеси за делбата на Косово, сето тоа директно и индиректно влијае на нас. Сега македонскиот граѓанин не го интересира толку лабораториски дипломатски анализи, например, тоа го правиме на факултет. И преддонесување на одлука, му се потребни факти околу тоа како да донесе одлука. Како професор, прашувам, бидејќи реално политиката, вие го познавате меѓународното право доста одлично, добро, професор сте, според некои од големите познавачи на меѓународното право во светот велат дека со бомбардирањето на нападот на Ирак престана да постои кодекс од кој го држеше од 47-8 година, но тоа се ваши научни размислувања. Ние имаме една друга работа. Би ве замолил за ваша анализа. Добивме еден документ од НАТО, кој што ни го дообјасни подоцна представникот на председателот Трамп, сенаторот Рон Џонсон, кој инаку е иницијатор на резолуцијата која е донесена во Сенатот во Соединетите Американски држави и е председател на подкомитетот за Балканот, Југоисточна Европа, така, и во кој не рече имате 9 точки да го усвоите овој договор, па таму. Второ, не помалку важно од тоа е да ја намалите корупцијата. Така е. Трета точка е правна држава со функционирање на судскиот систем, па понатаму во тие 9 некаде таму во средината е слободата на медиумите и така натаму. Јас да не ги парафразирам, зашто кај нас не излегоа 3-4, но вие многу подобро знаете. Сега, што би рекле, што ние да правиме кога ни дадоа таков документ? Не ни рекоа дека имаме избор. Видете, тоа е прашање на зрелост. Пред се политичка зрелост. Тие може да дојдат и си да ни дадат. Ако сме ние вистинска, суверена, независна и демократска држава, ние како политички елити можеме да разговараме, апсолутно диалогот е неопходен. Можеме да ги размислуваме, да ги имаме во оптек, но секогаш
треба првенствено да го имаме нашиот државен и национален интерес. Ако го немаме тоа, се друго паѓа во вода. Јас верувам дека сите тие точки се одредена платформа врз основа на која што тие би сакале да не устројат. Но јас не сум видела држава во светот, а еве ке само еден пример да ги видиме, еве постколонијалните општества. Дали тие се исто како Велика Британија, Франција и така натаму, Холандија? Не, се преселуваат нивните елити во Холандија и во Велика Британија. А таму е пустош и мрак. Значи, не можете на различен терен од светот да примените исти начела, како, например, американските начела се пуритански, протестантски, имаат друга основа. Балканските имаат сосема поинаков шмек, затоа во Германија не успеа мултикултурализмот, а ние го имаме природно и се викаш соживот. Затоа кај нас е природно да имате три вери на маса и сите да се разбирате меѓу себе и да зборувате на различни јазици и повторно да се разбирате меѓу себе, а во некои други општества е неприфатливо. Погледайте, например, што се случува во Шведска или во Норвешка. И така натаму. Значи, менталитетот и различноста и особеностите на секое поднебие се носат различни одлики кои што си прават, не може да се примени иста демократија во Ирак и во Иран, како што, например, се применува во Америка, повторно ќе ви кажам. Дури ни во Централна и Јужна Америка не можете да ги примените истите правила како што се во северниот дел. И тој дел, значи, тоа, сакам да ви кажам, сето тоа тие може да го кажат. Пак ќе кажам, ова е тест на издржливост и ова е тест на зрелост. 30 септември ќе покажем дали македонските граѓани созреле за да можат самостојно да донесат одлука. Според начинот на кој што ќе се постапи, според резултатот кој што ќе го видиме, тогаш ќе можеме на 1 октомври да застанеме сите пред себе, прво секој пред огледало да си го види својот одраз, а понатаму и сите меѓу себе и да видиме каде ќе тераме со нашата држава. Она што го знам и во што можам да ги убедам сите наши македонски граѓани, дека ВМРО-ДПМН и раководството предводено од Христијан Мицковски направи навистина надчовечки напори сиот овој период да прво останеме достоинствени, да не ни ја скршат кичмата со непринципиални предлози, а верувајте имаше и од внатре и од надвор доста, да го сочуваме единството, да консолидираме партијата во случај кога од сите страни не нападна. Еве погледнете, поранешниот председател е нападнат од специјалното јавно обвинителство, еден голем дел од нашите поранешни функционери се исто така под истраги. Тука секако морам да ги споменам и уставобранителите од 27 април, што беше всушност и пред најавница на она што ќе се случува насилството и, како би се нарекло, на ова ненародна избрана власт, која што ги применува сите механизми на принуда со кои што може да се послужи, за да може да спроведе волјата која што сака да ја наметне врз граѓаните. Како и историчар, имате ли пример во поновата историја во која што вака глобалните планови и оперативни планови на нивните служби, на нивната дипломатија, самостојните американски држави имаат 12 разни безбедносни служби кои имаат методологија и средства да ја наметнат политиката на својата влада? Имате ли пример во кој што некој се спротивил и не го изврши тоа? Бидејќи прашање ви го поставам затоа што и денес имавме дури експлицитни изјави на комисарот Хан, на Вајгал, на другите европратеници кои вели вака отприлика. Ако сега ја пропуштите шансата, во НАТО и во ЕУ нема да влезете никогаш. Па ќе видиме што ќе кажат после 30 септември. Сега е моментот на кулминација. Сега притисокот е најголем. Не мислев на тоа дека така креираното црно сценарио пред нашите граѓани е влијание, тоа се разбираме. Так. Но има една друга работа која треба да се каже на граѓаните, што ако не? Видете, еве и да го направиме ова и да се само укинеме. Ете, ќе одиме степ бај степ, чекор по чекор, како што сакаме. Како Узонов. Ќе им послужиме, еве, како што тие ќе кажат, ние само формално ќе бидеме, нели, ќе исполниме нивната зададена задача. Во Европска Унија нема теоретски шанси да влеземе пред 2030, ако воопшто влеземе и ако бидеме држава до тогаш, што тешко веројатно ќе биде во оваа ситуација. Втора работа, во НАТО или во атлантската интеграција ќе биде исто така безсмислена, бидејќи
Јас не верувам, и тоа веќе го имам претходно кажано, тоа е моје лично мислење, дека Талат Џафери нема да го искористи моментот на отворањето на Уставот, со правењето на уставните амандмани или со додавањето на уставните амандмани, да не си го протне и законот за употреба на јазиците. Моментот кога законот за употреба на јазиците ќе стане државен закон, ќе стане устав, да ги заборавиме македонскиот народ во дебар комплетно. Значи, она што им се случи 2004, сега ќе им се случи тотал. Во Дебар, во Гостивар, Тетово, во Струга, заборавете на тој народ. Тука ќе биде тотален мрак. Значи, тука веќе сосема ќе има една друга димензија, ќе се променат сосема, соаш веќе сите ќе бидат билингвални, ќе мора и во службена дејност, значи еве може би вие ќе морате да имате уште еден колега со вас кој што ќе се обраќа на албански или ќе ви прави транслейт и обратно и така натаму. Видовме позитивната дискриминација кај не донесе. Видовме дека сето тоа не може да создаде подобар соживот од она што го имавме претходно, туку дека сето тоа само ја врши тоталната демонтација или тоталното демонтирање на македонската национална држава, онаква каква што е креирана со Асномските одлуки и онаква каква што ние ја прогласивме во суверениот период. Работата е во тоа што вие повикувате на индивидуалност како нова платформа на ВМРО-ДПМН, што ја слушам последната недела, тоа е интегритетна и индивидуалност на личности како една од основните демократијански вредности кои се пренесува на заедницата наречена политичка партија, да не дефинирам сега, и интересно е како платформа, но од друга страна имаме како новина да ви кажам податоци за кои што нашиот народ, вие би сакал да прокоментирате. Врховниот командантот за Европа, Петрус, генералот Петрус, веќе ја распореди македонската армија во 7-иот корпус со команда во Израел. Што значи таа вертикала на НАТО веќе почнува да работи, бидејќи имаме и два документа кои се потпишани: партнерство за мир, кандидатурата, и да не заборавиме, ние имаме потпишан документ од председателот Буш во кое што имаме специјални односи Македонија со Соединетите американски држави, иако сакаме да кажеме дека тоа е како Израел, ама не е така. Тоа е многу послаб агреман, но сепак постои. И сега, како да се спротиставиме ние, како поединци, во светло на ова што сега го зборуваме, како да размислуваме кој е на голема сила, еден распоред на пионите на Југоисточна Европа, така тече, а ние треба да донесеме лична одлука. Видете, ова не е партиско прашање. Така е, во секој случај. Затоа, јас со вас како со универзитетски професор. Јас пред неколку месеци во една дебата реков: ајде да организираме пред референдум, значи тргнете го референдумот на страна, зашто и во самиот договор се стои, може ако сакаат да прават референдум, ако не сакаат не мора. Ќе ви кажам уште нешто, до година имаат Хеленската република избори. Ципрас оди во историја. Тоа е еден. Втора работа. Знаете како, ја ова себе го спровела моментот кога ќе го видам грчкиот уставен суд да го потврди договорот. По најновата, значи, анкета на Ефемерида, јас ја зимав и анкетата со мене, во таа анкета преку 70% од грчките граѓани сметаат дека треба да се изгласа во грчкиот парламент против договорот. Еве дел од оваа анкета, ова е најновата. Што значи тоа? Тоа значи дека грчките граѓани, ова не е прашање на македонските граѓани, грчките граѓани. Ова е, повторно ќе кажам, прашање на големите сили кои што ги исправаат некои историски пропусти кои што ги направиле во минатото. За жал, повторно се удира ова на сметка на грбот на македонскиот народ. Ова како што велите вие, грците смета дека е намирен грб. Видете, да, но исто има уште еден момент. Како грците... да прашам, во една анкета во Северна Македонија, или на колку 7 дела е поделена егејскиот дел на Македонија, ти имате една анкета во која што ги питуваат зошто сметаат дека е лош овој договор. Велат вака: ние ќе престанеме да видиме македонци. А тој живее во место кое се вика Неа Калитеа, Неа Политеа, кој името го донесува од Црно море. И неговиот родители дошле 49-та, 50-та или некој порано 20-ти, и се уште меѓу себе знаат и турски или малесорски, како што се нарекуваат, меѓутоа немаат идентификација со македонци. Видете, тие Грција во моментот, сега ќе ви кажам, Грција има проблем со признавањето на малцинствата. Таа единствено го признава православен
Грк е граѓанин на православие, грк е граѓанин на Елади, крај. Так. Освен муслиманското малцинство со договорот од Лозано. Од Лозано 23 година. Так. Локарно. Значи тука завршува таа приказка. Зошто тие сега велат не? Велат не прво затоа што се премногу револтирани од очекувањата кои што ги има и реформите што требаше да ги донесе Ципрас и изневерувањето на нивните очекувања. Тоа на тешко општество со многу средства, да. Премногу. Второ, затоа што сметаат дека нивната надворешна политика не доволно се заложи да ги докаже нивните стратешки интереси. И третиот момент е во тоа што тие зависи во кој регион ќе дојдете, како што кажувате, таму има различно прифаќање и различен степен на толеранција. За сметка на нас, кои што лесно ги прифаќаме сите надворешни влијанија и прифаќаме да бидеме водени, таму постои критична свест која што има еден поинаков е менталниот склоп. И тие се навистина многу фрагилни кога станува збор за територијата која што ја освоиле. Така е. Како и секој освоиле. А ние како македонци, како на тој место, така. Како ние ќе им објасниме на македонците од Беломорскиот дел кои што беа прогонети, дека сега за секогаш значи еднаш кога им ја земаа надежта, ги раздвоја мајките од децата, ги испоселија на секаде низ светот, па после ги вратија дел или тие се вратија самостојно сакајќи да се блиску до дома, за сега да дојдат повторно во ситуација, тие да бидат тие што ќе гласаат за да се откачат комплетно од огништата. Знаете како? Или од соништата, имате еден добро, може би од ништата, може би и соништата. Сега ќе ви кажам нешто, но се ќе се насмеам заради антиката. Ќе кажам една анегдота кога нели Филип Македонски отишол во пророчиштето во Делфи да праша до кога ќе трае неговата династија, Аргијатската династија, и пророчиштето му одговара дека Аргијадите и македонската династија ќе траат се до оној момент кога македонските кралеви ќе се закопуваат во Аргос, во старата престолнина. А тој кој што нели овој процес престана со нели крадењето од страна на Птоломеј Сотар на телото на Александар Македонски и на неговото носење во Египет и така натаму. После таа историја више е друг момент. Сакам да кажам, јас се согласувам дека ние треба да мислиме на иднината на нашите деца и на нашето потомство. Се согласувам дека треба да мислиме на евроинтеграцијските процеси. Треба да бидеме навистина модерни и да живееме со текот на времето и на векот во кој што живееме. Но оние кои што ги заборавиле коските на своите предци и мислат дека од нив почнува реформата и иднината, многу често завршуваат на боништата на историјата и обично на црните страници на историјата. Да, и многу мина околу нив. Професорке, ова беше околу НАТО интеграциите. Европските интеграции се скоро исти, но овде имаме една друга работа. Вие споменавте дека поранешното раководство е процесуирано, луѓето што 27 се обидуваат да направат акција околу спречување на изборот на председател се процесуирани. Меѓу нив уметници кои се обвинети за тероризам, кривично дело за кое што имаш нас 10 години запретена казна и така натаму. Целиот тој конгломерат кој ние го живееме секојдневно, но една од точките од Европа, и убаво го знаете, кој вели вака, отприлика ќе ми простите дали точно ќе го профразирам, но процесите кои се поврзани со преслушкувањето и така натаму, тие правнички ги зборуваат за Пржинскиот договор, треба да се завршат со судски одлуки. Тоа е едно што ние како задача треба да го направиме. Така. Сега. Видете, ќе видиме. Јас до сега не ги следам детално другите настани, освен судењето за 27 април, и ќе си дозволам и од приватни причини да не коментирам во оваа ситуација. Само можам да ви кажам дека многу врева за ништо и многу изгубено време. Во однос на тој дел. Ќе дојде време кога многумина ќе се срамат од ова што се случува. Навистина, ако имаат свест и совест. Во однос на прислушувањето. Тоа е една тема која што ги допре сите македонски граѓани. Не знам дали некој останал непогоден од темата. Како прво уставно загарантирано право да имаме право да си кажеме што мислиме и да не бидеме за тоа земени на запад некого. Некогаш луѓето, видите, ние сме и психолошки битија, така. Ке каже човек нешто, јас не знам, на керка ми во пубертет, нели, која треба да искарам,
некогаш можеби некој погруп збор ќе кажам, но зарем не би го дала животот за своето дете и така натаму поаѓам од себе си, зашто најлесно е човек за себе си да говори. Македонската администрација, без разлика кој ја водеше, ова е едно. Без разлика дали го спречило прислушкувањето или го форсирало. Беше факт дека се случило и дека тоа беше нешто што требаше да биде веднаш процесирано и затворено како прашање за да покажеме зрелост. И знаете што? Ќе ве потсетам, вие подобро знаете од мене, прво не беше ова прва ситуација, имавме едно искуство со големото уво на почетокот на векот. Тогаш требаше малку поумни да станеме. Јас сум за тоа, затоа што видите, Македонија е еден од таргетите, ај сега пак малку академски и геополитички, ама така некако се наметнува само по себе. Македонија е еден од главните транзити и еден од моментите каде што има точки на фундаментализам радикален. И нормално дека вашите служби мора да слушаат. Мора да имаат контрола, тоа е едно. Тоа е безбедносни поставки, безбедносни прашања за секоја држава, тоа. Значи во тој дел нека слушаат колку сакаат. Меѓутоа со закон предвиден начин, нели? Така. Ама да го слушаат сега, не знам, пратеникот или министерот или не знам, мене или било кој, е стварно глупаво. Луѓето тоа ги навредува. И тука е една од големите грешки кои што ние сега сигурно ли плаќаме тој цех. Така е. Вториот моментум е човек мора да се соочи, тоа е едно прашање на зрелост. Секое соочување со грешките, оти ако постојано обвинуваме другата страна, а себе си не се промениме, ништо не сме направиле. Имаше многу добри работи кои што се направија. Имаше и грешки. Сите тие работи треба да не направат помудри и позрели. Так. Гледаме транзицијските политичари од 90-тите години сега како се трансформираат во нешто сосема десето. Гледаме многу ликови кои што во една ситуација не можат повеќе од 3 реченици да издумаат, дека стануваат гласноговорници на одредени нешта кои што и про и контра, значи од двете страни се малце навредливи за интелектуалниот и добро воспитаниот свет. Но сето тоа исто така е еден процес. 30 години да се навикне. Сега овде би сега само за крај ќе ве замолам да бидеме малку концизни. Вие сте добро познавач на менталитетот на македонскиот народ. Јас се обидов да прочешкам некои ваши изјави, да прочешкам некои од вашите стручни дела, во кој што зборувате за македонскиот менталитет во изградба, озаснован на емоции, емотивен однос кон идентитетот, но со помало рацио. Отприлика ќе ми простите ако ја парафразирам, ако не до крај ве парафразирам, меѓутоа тоа отприлика така има некои ваши реченици во кои што велите дека дозата на рационалност кај нас ја поклопуваме со нашиот левантински широк дух, словенски дух, како сакате. Сега, професорке, ние имаме ова што го имаме денес и нашиот народ е навикнат, бара да му се каже што да прави. Сега има доста збунетост со одлуката на извршниот комитет и Централниот комитет на ВМРО-ДПМН во кој што се повикува на единство, на поединечност. Водите ли сметка за тоа дека 62% од вашите анкети покажуваат дека луѓето се уште не донеле одлука? Или токму заради него донесовте тоа како одлука? Нашата одлука да пристапиме и да ги поканиме нашите сограѓани, нашите поддржувачи, членови, симпатизери, да донесат сами одлука, е базирана на 2 точки. Првата точка е, како што кажав и претходно, немањето на смисла, повеќе од толку колку што е прикажано, да се дискутира за ова референдумско консултативно прашање. Вториот дел е довербата, бидејќи видите на претходните, на локалните избори, македонските граѓани покажаат дека не се согласуваат со нашите политики. Тоа е добар сигнал за отрезнување. Затоа имаше промена во раководството, затоа имаме реструктурирање, затоа почнавме со нови сили во еден нов поредок. Сега за ова прашање, во ситуација кога бевме исклучени, пак ќе кажам, од целиот процес, каде што бевме ставани пред свршен чин, да повикаме и да, кога веќе видите, и ај ќе ви кажам еден друг момент, веќе имате граѓанска иницијатива која што се обединија повеќе граѓански движења, организации, која што е по-децидна во однос на абстиненцијата. Имаме и друго искуство од 2004-та, кога се водеше онаа кампања, некои прашања не заслужуваат одговор. Тоа беше навредливо за македонските граѓани. Како што е навредливо и сега, повторно ќе кажам,
да земеме и да наметнуваме ставови кои што ние не сме ниту партиципирале, ниту сме биле консултирани, сме биле ставени пред свршен чин, малтене да ги гушнеме и заедно за раче во срекната евроатлантска интеграција. Сека да кажете, не може да сносите одговорност за нешто во што не сте... Не учествувавме. И тоа е причината. Ако ме прашате мене лично, јас на 30 септември, бидејќи едни дала ќе бидам во црква, а потоа ќе си ги подготвам моите зимни активности или зимни... Тоа веќе е познато, нели? Да, тоа знаете. Сте вчера ќе прави ајвер, но... И повеќето македонски граѓани мислам дека ќе го прават истото, но ќе видиме. Видите, како последен дел би сакал да ве прашам, мој вашиот став, граѓаните ќе се определат према став. Јас и вие разговараме за редот на факти според кој ти ќе се донесат одлука, како вредностни појави. Време е во Македонија да се појават, јас не случајно реков имаме 4000 професори, да се појават одговорни политички елити. Оно што досега го имавме приватизација, транзиција, поминување од една собственост со друга собственост, недобра правна држава, непостоење во доволна мера на правна држава, волунтаризам кај политичките елити и тесен круг на донесување на одлуки, што значи дека квалитетот не мора да биде секогаш загарантиран. Имавме министри по 9 години беа на исто место. Па да беа Волтер Мондел, па немаше да беа 9 години, но не беше таа многу мудра, да. Така, не беше мудро, но еве сега вака да видиме. Вашиот председател Христијан Мицко вели вака: време е за четврта генерација на политичари. Врз која платформа го прави квалификацијата на луѓето кои се од таа генерација и кој е моралниот основ? Ние досега видовме однесување према државата како видеоигра. Заврши game over. Ама нема game over, готово, никому ништо. Ни еден политичар не одговарал се ако не беше погрешил на претходната елита или на актуелната елита, а од второто ниво. Тоа е впечаток од народот, сите се исти. Што е тоа што вие во овие клучни денови како луѓе му го нудите на македонскиот народ? Да не заборавам, вториот дел од партијата се вика Демократска партија за македонско национално единство. Претходните политички елити кои што 90-тите наваму провеа и го донесоа тој впечаток, ќе ми простите вака, но мислам дека по моје вака лично убедување беа доста неискусни во општествена и во политичка смисла. Како би рекло, не фатил девојка, дор не фатил функција. И обратно. Се вака, малку по-народски. Како професорка знаете дека јас се ви разговаравме само два пати во историјата јувенализмот донел резултати. Да, тоа е многу добра поента и ќе го запомнам, да. Така, кај Хитлер и кај Маршал. Луѓе со 25 години станале генерали, со 30 години министри и тоа се заврши во диктатура. Па видете, за тоа резултатите покажуваат тоа што покажуваат. За тоа видовме дека неискуството не секогаш сите што се возрастни се мудри, но искуството прави многу голема разлика. Јас знам пред 10 години со каква неводност на знаењето, на искуственото знаење прави година за година човек да се чувствува посамоуверено и да ги свати предностите и слабостите на животот во секоја смисла, значи и да се види до каде може да оди во развојот и што може да постигне и така натаму. На 25-6 години тоа малку потешко. Без оглед кој ве води и кој стои зад вас и пред вас, сепак одлуката секоја индивидуа сама ја носи и проблемите секој сам ги гледа на сопствен начин. Христијан Мицковски и повеќето од луѓето кои што се приклучивме во неговиот А сметате ли го критикуваат председателот? Па често пати се шегуваме. И дури јас имам така 2-3 пати посебно му потенцирам, се изненадува тоа што секогаш кој ќе каже став и ќе каже видете ова е мое мислење. Значи не мора вие да го прифатите. Еве јас ви кажам јас што мислам, ќе не се ослушав сите, па ќе го каже своето мислење без да го наметнува. И така натаму. И знам да му кажам дека таа риторика до сега не сум ја видела да се случила во некој друго време или ето тоа се разликува. Сакам да кажам повеќето од нас, кои што сме околу председателот Христијан Мицковски, сме луѓе кои што веќе имаме професионални кариери, приватен живот. Повеќето сме фамилиарни луѓе со деца, љубители на животни, на спорт. Сме поминале и
искуства во странство сме дошле дома. Некој создал повеќе, некој помалку. Мислам дека нашите цели се многу по-инакви и нашите предизвици се многу поразлични од на нашите предходници. Со тоа не сакам да ги навредам или понижам нив, но зашто да биле многу различно. Апсолутно. Например, едно е да дојдете од мало место и да станете подпредседател на држава, па премиер, па лидер на опозиција, па предводите власт и денешка сета таа власт и моќ. Едно е на 29 години да ве устоличат во лидер на држава и така натаму. Сосема е поинаку кога тоа го правите на зрели години. Тој е Платоновиот систем така е. На креирањето на државата. Треба сите да се искористат мудро и правилно. И една работа како платформа што мене ме практично залепи за сета оваа приказна е секако гаранцијата од председателот Христијан Мицкоски, од нашиот лидер, кој ќе биде во Штип во недела и ги повикувам сите граѓани кои што протестен марш. Имаме протестен марш. Протестираме против октрираната власт, против небулозниот договор потпишан во Нивици, против понижувањето на македонското национално единство и нормално даваме надеж дека сме тука и ќе се бориме до крај. Така, можев овде да ја прашувам за алтернатива, бидејќи нашиот народ, знаете како е, постапките на едниот може да ги критикуваш, но оно што е вообичаено во политичкиот живот во светот е давање на алтернативи. Но овој пат и од едната и од другата страна имаме само кажување на правила што да правиме, пред народот нема алтернативи, тоа е критика кон вас. Мора да се каже што утре. Меѓутоа вие рековте прво да се донесе одлука па после. Знаете како, често пати ми се случува во последно време и на улица и приватно ми пишуваат пораки на Facebook. Што ќе направиш, како ќе одлучиш, што да направиме? Јас го кажувам, ти што ќе направиш? И велам, ако јас треба да ви кажам, еве јас вака ќе постапам. И веќе ви кажав и вам. Так. Ако сакате да го прашате председателот Пицковски, прашајте го, ако не можете директно, тогаш на 30 ќе знаете сигурно. После 30 доаѓа 1 октомври. Од 1 октомври понатаму и за Македонија ќе грее повторно сонцето и нели ќе заоѓа месечината. Не се вкусни овие заплашувањата на македонскиот народ. Не. После 30 ќе дојде први, се согласувам. Ќе имаме нова фаза, ќе има нови процеси. Секако нашата цел е пред се да ги охрабриме македонските граѓани да веруваат во себе. Сакав и преска да споменам, она што нас не врзува како раководство околу председателот Христијан Мицкоски е основното мото кој што вели привилегиите носат и должности. Нашата цел да дојдеме повторно на власт е да можеме да си исполниме должноста и како граѓани и како платформа што си ја носиме во партијата, но и да овозможиме на сите да се чувствуваат добро. И секако сите ние во моментот, и така би требало, барем еве зборувам во моје име, кога ќе осетиме дека нашето е поминато или не се истрошиле, треба да го стапиме местото и да дадат нови. Само на тој начин Македонија ќе оди, а јас верувам дека македонските граѓани се мудри, ги поканувам уште еднашка во недела да ни се придружат, да осетат енергијата на македонското национално срце и да не се плашат од ништо. Јас ви благодарам што 50 кусур минути ги образложивте своите сваќања како професор и како член на највисокото партиско тело. Ви благодарам на чест. Мои сограѓани ќе и во Источна Македонија ќе си ги одмеруваат фактите кои ви ги пренесе. Благодарам. Верувам во нив, верувам во Македонија. Так. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ова беше мојот разговор со професорката Василевска. Остана уште многу прашања да ја поставам и еве сосема за крај, секогаш по нешто коментирам. Една од правилата на системите кои донесуваат и во бизнисот и во политиката е прво факторизирање или прокажување на она што го знаеш, па подосна е општествената работа. Да не се враќам на некои идеологии од минатото, посебно на Хегел, кој мора и да почнеме повторно да го читаме, барем ние што сакаме да се занимаваме со општествена работа, во кој што се вели мораш да имаш доказ, да имаш потврда на собствената личност, знаење на занаетот, па подоцна да можеш да го работиш тоа во општествената заедница. Инаку вака, маргиналци, луѓе кои наоѓајќи се на работа од општеството, единствена морален предизвик е да дојдат до канцеларија и тоа го имаме веќе толку години. Затоа
мислеви професорка да ја прашам дека нужна е измена на изборниот закон во кој што ќе почнеме да веруваме во поединци и во нивниот потенцијал. Посебно што вели дека професорката дека една од новите платформи на ВМРО ДПМН ќе биде поединецот со неговиот интегритет. Се надевам дека беше интересен разговор. Довидување со новото отворено на тебе.